ЕСМ му понуди на Ивана Хом за околу 5% поскапа струја, наместо по сегашните 62 евра за домакинствата и малите потрошувачи, државните електрани на универзалниот снабдувач. Струјата ќе му ја продаваат по цена од 65 евра за мегават час. Понудата на ЕСМ била единствената на тендерот. Евана Хоум, како универзален снабдувач на електрична енергија, на тендерот за набавка на електрична енергија за задоволување на потребите на корисниците за периодот јануари-декември 2026 доби само една понуда, и тоа од АД ЕСМ, со купопродажна цена на електрична енергија од 65 евра за мегават час, за покривање на 100% од вкупно планираните количини. Деновиве регулаторите треба да донесат и нова цена за пренос и дистрибуција. Тука влегуваат пресметките од МЕМО, МЕПСО и електродистрибуција. Откако ќе се утврди Евана Хом под надзор на регулаторите, ќе ја пресмета крајната цена во која ќе влегуваат сите овие параметри, но најголем удел има понудата од ЕСМ. 65 евра за мегават час е далеку пониско од производната на ЕСМ која надминува 100 евра. Па останува да се види како ќе функционира компанијата со ваква продажна цена. Состојбата таму веќе извесен период не е најдобра. Заклучно со септември, нивните загуби се над 90 милиони евра. Во истиот период произвеле и 30% помалку од планираното, а за целосно да ги покријат потребите за набавка на струја потрошиле над 60 милиони евра. Од друга страна, јавните државните претпријатија и општините на ЕСМ му должат околу 16 милиони евра, но заклучно со октомври од оваа сума во сопствената каса успеале да вратат нешто над 700.000 евра. Новата цена на електричната енергија ќе важи од јануари, а ќе ја соопшти регулаторната комисија за енергетика.